Вакцинацијата против ковид во Северна Македонија почна на 17 февруари 2021 година. Првата пратка беше пакет од 4600 дози Pfizer, донација од соседна Србија. Во полна функција го ставаме целиот процес на имунизација на населението со вакцини кои штитат од COVID-19. Првите вакцини беа наменети за здравствените работници, а поради недостигот и долгото чекање за термин, голем број граѓани се вакцинираа во соседството. Овде се пружи прилика така да гледаме да искористиме. Со првите поголеми количини од Кина почна вакцинацијата на приоритетните категории, но масовна вакцинација без закажување термин стартуваше кон средината на летото. Од почетокот на пандемијата државата обезбеди речиси 3 милиони вакцини. До денес искористени се околу 2/3 од нив. Што се случи со околу 1 милион неискористени вакцини? Поликлиниката Букурешт е единственото преостанато место во Скопје каде може да се прими вакцина против COVID-19. Пунктот работи само во втора смена од 14 часот, бидејќи во соседната просторија предпладне се одвива редовната имунизација за деца на предучилишна возраст. Потреба од закажување термин нема, бидејќи веќе е завршена и вакцинацијата против грип. Во моментот е останат само Pfizer и интересот е исклучително опаднат и главниот мотив е во моментов за жал само патување. Дневно ќе ви кажам од 2 до 5 пациенти отприлика. Меѓу ретките што доаѓаат за вакцина има и повозрасни со хронични заболувања, но и млади над 18 години. Навистина е тоа мала популација, меѓутоа постојат луѓе кои што патуваат, не знам, Сингапур, САД, крузери. Веројатно треба да ми се излезе во пресрет на тие пациенти. Дека интерес речиси и да не постои, покажуваат извештаите на Институтот за јавно здравје. Во првата недела од годинава против ковид се вакцинирале само 10 лица, 4 со прва доза, 1 со втора доза, 4 со трета и 1 со четврта доза. Сега речиси никој не се вакцинира, но во изминативе 2 години беа аплицирани околу 1,9 милиони вакцини. Од друга страна, земјава обезбеди околу 3 милиони вакцини, половина како донација, а половина ги купи. Парите потрошени за набавка се уште се чуваат како класифицирани информации. Според податоците што 360 степени ги обезбеди од Министерството за здравство, најголем дел од вакцините кои ги набавила земјава се на Pfizer. И тоа 1.630.980 дози, од кои 800.280 се купени, а 830.700 стигнале како донација. 530.000 се од Синовак, од кои 500.000 се платени, а 30.000 се донација. Од Синофарм земјата купила 200.000, а добила како донација уште 202.000, или вкупно 402.000. Сите 256.800 вакцини од AstraZeneca се донација, како и 101.000 од Модерна. Вакцината Спутник е купена во 6.000 дози, а донирани се уште 39.990, или вкупно 2.966.770 дози. Од друга страна, граѓаните примиле вкупно 1.904.670 дози вакцини, вклучувајќи ги оние во странство, што значи дека неупотребени останале најмалку 1.062.100 вакцини. Од нив во моментов 250.000 се соодветни за употреба, иако рокот им истекува за 2 недели. Сите вакцини што се користат се сигурни и безбедни, додека вакцините на кои им поминува рокот, согласно утврдена процедура, прво се повлекуваат од употреба, а потоа почнува постапка за нивно уништување, во соработка со Малмет. До овој момент е добиена дозвола за уништување 65.978 дози вакцини против COVID-19 со поминат рок на употреба. Вакцините се производ на Pfizer и AstraZeneca. Но ако од 1.062.100 вакцини се одземат 250.000 кои се уште можат да се употребуваат, а околу 66.000 веќе имаат дозвола за уништување, каде се преостанатите 750.000 вакцини? За сите останати вакцини кои се споменуваат во информацијата што ви ја доставивме, рокот е изминат. Тие се повлечени од употреба и согласно на тоа во текст се процедурите за подготовка за нивно уништување.
Според статистиката, а и според динамиката на вакцинирање, ова значи дека секоја трета вакцина што стигнала во земјава завршила или ќе заврши во ѓубре. Колку пари се потрошени за нив, здравствените власти се уште не откриваат, со образложение дека државата е обврзана на доверливост на склучените договори. Врз основа на извештаите на светските медиуми во 2021 година се обидовме да симулираме пресметка за парите што ќе отидат во ветер. Земјава купи 800.280 дози Pfizer. Во 2021-2022 година светските медиуми јавуваа дека една доза чини околу $20, што значи дека е известно за Pfizer да се потрошени $16 милиони од буџетот. Понатаму владата купи и 200.000 дози од кинеската Sinopharm. Некои азиски земји ја купија оваа вакцина по $19 за доза, но други за 36. Зависно од цената, голема е веројатноста од буџетот да се одвоени меѓу 3,8 и $7,2 милиони. Од Sinovac пак купивме 500.000 дози. Извештаите од некои азиски земји говореа дека вакцината ги чинела околу $15 по доза. Ако и земјава ги купила приближно по таа цена, потрошени се $7,5 милиони. Земјава купила и 6.000 дози Спутник, вакцина за која се шпекулираше дека чини околу $10, што би значило трошок од $60.000 за домашниот буџет. Вкупно, ако земјава ги купувала вакцините по цени за кои јавуваа светските медиуми, за нив се потрошени меѓу 27 и $31 милион. Не добивме податок колку од купените вакцини не се употребени, но ако се следи генералниот тренд дека секоја трета вакцина што стигнала во земјава не е употребена, тоа значи дека во ѓубре завршиле или ќе завршат вакцини за кои е платено меѓу 9,1 и $10,3 милиони од буџетот. Од Комисијата за заразни болести велат дека состојбата со ковид засега е стабилна. Новата краќен варијанта на Омикрон, која веќе забрзано се шири на запад, се уште не е откриена во земјава. Оваа варијанта не е потврдено дека предизвикува потешка болест и дека може да направи некакво драматично поместување со здравствените системи. Но факт е и очигледно е дека таа може да заразува и веќе претходно имунизирани луѓе. Значи, многу полесно, и тој тренд го гледаме наназад со сите варијанти кои се појавуваат во последнава година. Сите нови варијанти стануваат полесно преносливи, но паралелно со тоа предизвикуваат и полесна клиничка слика. Петличковски вели дека моменталната стабилна состојба е резултат на нивото на имунизација постигнато со вакцинирање и прележување на болеста. Според податоците од Институтот за јавно здравје, со 2 дози се вакцинирани околу 857.000 граѓани или 46,7% од вкупното население. Трета доза примиле 163.000, а со четврта се вакцинирале 8.600 луѓе. Тоа што 1 милион вакцини кои ги обезбеди земјава ќе се фрлат, не значи и дека нема да се купат нови количини во блиска иднина.